Големо враќање на политичката сцена најавува партијата Обединети за Македонија. Ова мала партија која речиси да згасна по затворањето на лидерот Љубе Бошковски ќе успее ли да освои, да ќари некое министерско место во владата на премиерот Зоран Заев, доколку евентуално има реконструкција на владата. На оваа тема, околу овие прашања, разговараме со господинот Љубе Бошковски, председател на Обединети за Македонија и поранешен министер за внатрешни работи. Ви посакувам добре дојде во студиото на Макфакс. Ви благодарам. За почеток, како што одевме во најавата, господине Бошковски, би сакала да ве прашам до каде се практично преговорите со премиерот Заев, ако воопшто веќе почнавте да разговарате околу ова прашање за поделбата на министерските места? Ние сме во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и со господинот Заев. Бевме во коалиција на овие локални избори, на претходните парламентарни избори бевме во коалиција ВМРО за Македонија, заедно со господинот Љупчо Гергиевски и Стојан Чангелов. Коалиција која покажа дека има простор на вистинското ВМРО на македонската политичка сцена, дека можеме повторно да го направиме тој камбек. А на овие локални избори, кога сме веќе кај враќањето, на овие локални избори го видовме тој фидбек од нашето движење со граѓаните на Република Македонија, поддршката која имаме на теренот, и тоа не охрабри повторно да ја вратиме на политичката сцена силата на Обединети за Македонија. Така, малку ми го пренесовте прашањето во друга насока. Јас повеќе бев заинтересирана околу тоа, еве конкретно ќе одам. Дали вие ќе прифатите министерско место, дали претендирате да добиете, бидејќи веќе во јавноста имаше некои шпекулации околу тоа дека вие ќе добиете едно од министерските места, еве конкретно да кажам без ресор. Ние ја поддржуваме реформската влада на господинот Заев. Спремни сме да го дадеме нашиот максимум. Имаме капацитет. Веруваме дека во овие исклучително тешки моменти во кои се наоѓа Република Македонија, со нашето политичко искуство, знаење, можеме да допринесеме за стабилизација на Република Македонија како на економски план, така на меѓународен план и за овие предизвици пред кои се наоѓа лидерот Заев. Сигурно дека сме му потребни и мислам дека таа наша поддршка ќе ја разбере и нашата спремност и дека ќе бидеме дел од реконструираната влада на Заев. Така. Бидејќи споменавте големо враќање на партијата Обединети за Македонија, како рековте да се издигне од пепелта практично оваа партија, веќе отворивте втор штаб во Охрид пред неколку дена. Како на терен, така продолжувате, како практично ќе делувате во оваа насока, како ќе го интензивирате тоа враќање, како што велите, на Обединети за Македонија? Знаете дека Република Македонија и граѓаните во нашата држава 11 години живеа, од кои сигурно 8 години во тоталитарен режим. Во Македонија беше инсталирана диктатурата, беа применети сите методи познати низ историјата, ако сакате од најмрачните фашисоидни до оние сталинистички, во еден нов процес неосталинистички, и една таква инсталација во државата, во Република Македонија, доведе до сериозни проблеми за сите оние кои сакаат да ја зборуваат вистината, за сите оние кои се спротивставија на начинот на такво владење, и последиците ви беа познати. Ние, ако тогаш издржавме и партијата обстои, и тие луѓе, челните луѓе на мојата партија, ги издржаа сите притисоци, отпуштање од работа, малтретирање, огромни финансиски казни, закани дури и по животите. Сега не гледам причина, кога ја ослободивме Македонија на 11 декември минатата година и кога
иако беа тешки изборите, неизвестни, бидејќи се уште беше диктатурата на власт, локалните ја покажаа вистинската демократска слика на Република Македонија, волјата на граѓаните на овие сега локални избори. Мислам дека нашиот простор кој беше узурпиран политички, нашата партија која беше заробена заедно со македонската држава, има простор во едно демократско општество да се развива на темелите, на основните начела на која издигнавме Обединети за Македонија, тоа е ВМРО-вската идеологија. Дел од вашите сопартици, да речем и членови на партијата, сега велите челните луѓе ги издржаа притисоците, но сведоци сме дека некој премина во ВМРО ДПМН, да речем можеби ќе ги примете ли назад повторно тие што условно кажано ве предадоа? Видите, предавствата имаат степени на предавства. Така, се навикнавме на патриоти и предавници веќе да се видиме со години. Така да, оние луѓе кои навистина замина по своја волја, условно кажано, за која добија одредени позиции во државата, директорски функции, платени функции и така натаму, тие сигурно немаат ни храброст да помислат да се вратат во Обединети за Македонија. А за сите други ширум се отворени портите на нашата партија. Ние сме партија на обединување, не партија на делби на македонски дележи. Така и на пресконференцијата споменавте дека сепак вие не може да го заборавите ВМРО. Дека долго време, децении сте дел од ВМРО. Што во пракса би значило тоа? Значи дека на некој начин имате можеби некакви желби или аспирации да се вратите во ВМРО ДПМН доколку се промени раководството на партијата? Ние сме посебен политички субјект и ние немаме амбиции да се враќаме во партијата во која поминав скоро 2 децении во ВМРО ДПМН, но моја морална обврска е како човек која создавал таа партија, која градел таа партија, кој е внесен целосно во таа политичка партија, да во ова време кога мора да се случат реформите во ВМРО ДПМН, да дадам максимална поддршка за целосно рушење на врхушката на ВМРО ДПМН и за враќање на членството на вистинските, на правите основи. Јас во тој правец многу им замерувам на моите браќа ВМРО-вци кои во овие изминати години не се бореа ВМРО-вски за да ги издржат притисоците, за да не потпаднат под влијанија, да зборуваат за вистината. Не можеа, иако денес гледам, веќе почнуваат да се појавуваат и реформски сили во партијата и луѓе кои полека работат на она што беше наша визија во пред моето напуштање на ВМРО ДПМН и формирање на нова партија Обединети за Македонија. Повторно ќе се вратам на ваша пресконференција од пред неколку дена на отворањето на штабот во Охрид, каде што велите политички чудовишта го узурпира и уништија светото име ВМРО. Мислите на Груевски кога говорите за? Апсолутно мислам на Груевски, бидејќи го гледате и во последното тротомно издание во интервјуто во нивната Република се појавуваат тие негови размислувања кои не кореспондираат со реалноста, размислувања во кои продолжува оној рецидив за кој јас зборувам, да го заплашува македонскиот народ и повторно од позиција на опозиција се појавува како чудовиште, како страшило кое треба да го уплаши народот, членството во ВМРО ДПМН, дека во Македонија тобоже ќе се случи бинационална држава, дека ќе се продаде името Македонија, се што он де факто и де јуре направи во изминатиот период, сега упорно сака да го префрли на позицијата од позиција на опозиција.
Така, добро, во таа насока сега малку повторно и ќе се вратам можеби околу вашето коалицирање со левите партии, односно со Социјалдемократскиот сојуз. Бидејќи Груевски го споменавте дека говори за стравот од бинационална држава, ми се поврзува тука и законот за јазици кој крена малку поголема врева, еве и овие денови се протести, се одложува комисиската расправа. Имате ли некои несогласувања со во коалицијата? Ете околу ова прашање да речеме. Македонија има неколку отворени прашања. Македонската православна црква, името и употребата на јазикот. И уставот од 91 година, првиот устав во демократска Македонија, зборува дека службен јазик во Република Македонија е македонскиот јазик и кирилското писмо. Измените на уставот не направија промени после 13 август, познатиот рамковен договор, и натаму во службена употреба во Република Македонија е македонскиот јазик и кирилското писмо. Значи, никој тука не зборува за употреба на службениот јазик таму каде што нема 20% од етничката заедница која го зборува тој јазик. Во Република Македонија фактички тоа се албанците. Така да тоа го зборува уставот од 91 година, тоа го зборуваат измените од 2001 година со рамковниот договор. Тоа исто така е веќе комплетно етаблирано, односно постои во законските подуставните акти, законите за јазикот, за примената на јазикот, кој е донесен 2008 година во време на владење на Никола Груевски, овој голем македонски патриот кој е толку тобоже загрижен за Македонија, загрижен е исклучиво за неговата слобода. Тој сега повторно го заплашува својот народ дека ќе се случило страшно нешто доколку дојде до проширувања во постоечкиот закон, проширувања кои со амандмани и со волјата на пратениците во парламентот, мислам дека ќе се регулираат. Но него му е потребно сега немири, потребно му е да поставува некакви шатори, да го заплашува народот, да ја повикува иселена Македонија, која е најмногу осетлива на емоциите, на прашањата за името, на прашањата за јазикот, за прашањата за Македонската православна црква. Во оваа насока ве повторно ќе се вратам малку околу потребата од реформи во ВМРО ДПМН. Последните локални избори дефинитивно беа дебакл за партијата, која по изборите излезе прво со став дека ќе размислува околу тоа што треба да преземе и зошто се случил ваков изборен резултат. Потоа се произнесе господинот Груевски со неколку барања во однос на тоа дека не ги признаваат изборите. Што според вас треба да се случи практично? Треба ли да се спаси некако оваа партија? Дали промената на челната позиција или по-широко промената на раководството во партијата ќе донесе една позитивна нагорна насока за ВМРО ДПМН која сега е во опозиција? Дебаклот за кој вие зборувате се случи 2011 година на парламентарните избори, каде што сите релевантни меѓународни институции и домашни кои ги следаа изборите покажа и докажа дека Обединети за Македонија не добија 20.000 гласови, но најмалку 85 до 100.000 гласови. Беше невозможно година и пол порано на претседателските избори да добиеме 150.000 гласови и за година и пол да изгубиме 130.000 гласови и да останеме со бројката од 20.000 гласови. Тие избори беа фалсификат. Сите избори, сите победи на Никола Груевски од 2008 година му се базирани на фалсификат. Бидејќи тој постојано става знак на еднаквост помеѓу себе и другите, го изедначува неговиот криминал со криминалот на другите, постојано ја убедува македонската јавност дека некои луѓе, вклучувајќи ме и мене, кој сум бил по затвори, дека не треба да се бавиме со политика,
Ставајќи знак на еднаквост, јас робував за Македонија и тој ќе робува, но не за Македонија, тој ќе робува за криминалот, а јас робувам затоа што поинаку мислев, затоа што ја сакам демократска Македонија и затоа што на крајот на краиштата 2001 година ја одбранив Република Македонија. Тоа е разликата помеѓу неговата политика, неговата визија на политиката и тоа е причината поради која тој мора да замине. Тој замина од власта, но не е заминат од политичката сцена, се додека не биде сменет од позицијата председател на ВМРО ДПМН. Тоа според интерните акти е многу сериозен и тежок процес, но јас верувам дека тоа ќе се случи. Но тука сме ние обединети за Македонија, да ги повикаме членовите на ВМРО, нашите врати се ширум отворени, ние не сме само обична политичка партија, ние сме движење, слободно за сите оние кои поинаку размислуваат, за сите оние кои досега не биле реализирани во животите затоа што не припаѓале на ниедна политичка партија и не можеле да добијат функција, тука се обединети за Македонија да ја разберат, да имаат пристап кон стручњаците во Република Македонија, за да ги задржиме овде, не само стручните лица, за да тој одлив на мозгови престане во Република Македонија. Така во тој контекст и вратите за членството на ВМРО. И не е толку трагично, ние, ако се вратиме низ историјата, ако една политичка партија која владеела 11 години, претходно во нашето време 4 години, 15 години, дека не треба да замине од политичката сцена. Не ја гледам тука трагедијата. Јас не знам, па дури и позицијата се занимава со тоа што ќе се случило со Република Македонија ако оваа популарна, ако оваа партија ВМРО ДПМН биде маргинализирана и биде нешто како што се радикалите на Шешел. Па видете примерот во Србија, тоа не е оддалечено, не знам колку од Република Македонија, каде што од партијата како што беше радикалната партија на Шешел, излезе партијата на Вучиќ и Николиќ, еден стана премиер, другиот председател на државата. Не треба да се гледа тоа со таква патетика, дека нешто страшно. Ако оснивачите на ВМРО, ако еден Гојко Јаковлевски зборува дека треба името ВМРО поради неговата кородираност, злоупотреби за политички цели биде исфрлено од употреба. Ако тоа го вели иконата на ВМРО Љупчо Гергиевски, дека не треба да се злоупотребува ВМРО и дека треба еден ден да се тргне како синоним, како нешто со кое ќе биде обележана политичка партија, не гледам овие некои така наречени тврдокорни, поголеми дури патриоти од нас и оснивачи на ВМРО-то да бидат толку загрижени за судбината и за маргинализирањето на ДПМН како политичка партија. Добро, го употребивте и вие терминот ВМРО за Македонија, ете на последните парламентарни избори. А го споменавте господинот Георгиевски. Во комуникација ли сте со него практично? Верувам дека сте сега и по изборите и по локалните избори, доколку имаете повторно да се вратиме на ВМРО ДПМН или можеби за друга партија, дали би го поддржале токму Георгиевски ако тој претендира да го земе, да ја заземе челната позиција на... Јас пак ќе направам една мала ограда. Сепак јас сум председател на Обединети за Македонија и не сакам да се мешам во внатрешните работи на други политички партии. А ВМРО го земавме само за коалицијата ВМРО за Македонија, а не за да го задржиме постојано, за да покажеме дека ние сме тие вистинските представници на ВМРО. Тоа народот го препозна и мислам дека нашата улога беше пресудна за демократизирање на Република Македонија. Улогата на Гергиевски, Ангелов и мојата улога во тој процес. Така, во контекст на локалните избори, господине Бошковски, дел од албанските медиуми морам да споменам дека пренесува пораки дека вие се уште сте непријател на албанците и дека некој од нив не може да ви го простат тоа. Имате ли вие таков впечаток? Апсолутно не. Јас живеам во Челопек постојано. Секој ден патувам од Челопек за Скопје во моите работни простори во Обединети за Македонија. Јас би ве замолил да направите анкета на граѓаните на Челопек. Таму се 98% албанци и ќе го слушнете мислењето за Љубе Бошковски. Ова што се случи, што се појави во некои медиуми,
коментарите на Беса кон Дуи, критиките во тој период, беше дека јас сум се појавувал на митинзите на Дуи, што апсолутно неточно. Јас и во Струга, и во Охрид се појавив на митинг на Социјалдемократскиот сојуз. И во Тетово. И во Тетово, на тие два митинги, и во Гостивар, на тие три митинзи се појавив како коалицијски партнер на Социјалдемократскиот сојуз, кој во вториот круг даде целосна поддршка на Мерку, на Теутарифи и на Хазби Лика. На Висарганiju во Чаир, кога зборуваме за скопските. Да, во Чаир, да. Така. Добро, околу овој дел, мислам дека ќе завршиме со прашањата. Сакав да преминам малку на правните реформи, безбедносните кои се споменуваат. Сега ја одлежавте вие практично казната за кампања, но во проектот Вистината за Македонија се открија повторно некои нови детали или индиции, да речам, околу тоа дека имало некаква политичка позадина за вашето апсење. Во инсертите се вртат, моментално може и да се видат, да се подсетиме на вашето апсење 2011 година. До каде сте вие соработувате ли со специјалното јавно обвинителство? Имате ли сознанија до каде е овој случај? Што се случува овде? Како ќе се расчисти сега ова? Па знаете дека е отворен предмет тортура и дека на тој предмет работи специјалното јавно обвинителство. Паралелно покренавме постапка која овие денови најверојатно моите адвокати, мојот правен тим ќе работи кон поднесување на кривична пријава кон судиката Радица Василева и нејзиниот тим кој има активно учество во овој монтиран политички процес. Ќе одат тие два процеса паралелно. Мислам дека судството мора да се ослободи од корумпираните судии. Таму е главниот проблем, таму лежи целиот криминал. И додека не видиме на оптуженичка клупа, иако условно кажан Уставот на Република Македонија им дава таков легитимитет и такви овластувања да не може да одговараат за мислење кое го дале како, но другиот дел на приказката е оној мрачниот дел, кога тоа постои договор за кој имаме докази, висината на казната. Мене висината на казната ми ја кажа службениците кога ми ги ставија лисиците и ме стрпаа, ми кажа ќе лежиш 8 години затвор и ни ден помалку не ме осуди господјата Василевска Радица, која кажа дека ми даде 8 години, 6 за незаконско финансирање на кампања и 2 години за злоупотреба на службената должност, спојувајќи добив 7 години затвор. Но овој процес не е толку, овој процес е монструозен, но монструозниот процес е вториот процес кој се уште трае, Ровер, за кој имаме уште поочигледни докази како обвинителството заедно со Грујовски, кој е во истражна, мислам, постапка, да, кој е во екстрадациониот притвор, дојдоа во затворот Идрисово, под каков притисок, со какви закани кон мене, што е недозволено и недопустиво, а тоа беше и реализирано кога Мијалков во еден разговор вели 15 години затвор, а сепак се смилува, па ми дадоа 12 години затвор. Значи се работи за едно судство кое беше узурпирано како и целата македонска држава. И тој процес ќе потрае, тоа не е сигурно процес кој може да се заврши за една година или за еден месец. Но треба да имаме верба, да веруваме дека во судството се уште има честни луѓе, најголемиот дел, дека ја вршат својата улога професионално, без партиски притисоци и дека еден ден вистината, таа вистина која сите ја сакаме, ќе дојде конечно и ќе се разоткријат овие два монтирани политички процеси. Така се најавуваат, нели, говориме постојано за реформи во судството, па и дел од забелешките на Прибе и препораките беше да може и судиите да одговараат. Ми се чини дека имаше таква препорака во последниот извештај на Прибе. Во
таа насока некаде е и барањето на Комитетот за заштита на правата. Еден од законите за кои тие се залагаат е повторно отворање на постапките или повторување на постапките на случаи кои се политички монтирани. Дали ќе барате ви и вашиот случај да биде повторно разгледан или да има? Па мислам дека тоа самиот комитет ќе го направи од оној дел кој е со законот за обнова на постапките, а ние паралелно ја чекаме пресудата од Страсбур, очекуваме позитивно решение и ние и специјалното јавно обвинителство го работаа својот дел на работата. Така, освен во судството се најавуваат реформи во безбедносниот систем по препораките на Прибе кои ги споменавме и 369. Планот 369 за кој говориме, постојано од вашите сознанија, еве да речем како поранешен министер за внатрешни работи. Како може да се спроведе оваа реформа? Како ќе делува прилично тешко во оваа насока да се спроведе безбедносна реформа за да се спречи понатамошна злоупотреба на системот. Има ли шанси за тоа и каде вие го гледате решението сега во оваа група која се формира за реформи? Апсолутно дека има решение, дека тоа професионалците ќе го завршат најпрофесионално. Ние тука нема што да измислиме топла вода. Ќе ги примениме веќе познатите реформи кои се случија во Чешка, за кои јас се залагав од моментот кога станав министер за внатрешни работи. Значи, мора таа служба да се ослободи од партиски кадри, да биде професионализирана. Многу е битно, тоа е многу чувствителен сегмент на безбедноста на државата, многу значаен. Тука навистина треба да се примаат луѓе, самиот назив на службата, интелигентен сервис, зборува за луѓе кои навистина мора да ја познаваат професијата, да бидат професионалци по системот на работа на FBI, по системот на работа на Ми-6, на Ми-5 и така натаму, кои ќе се применат во Република Македонија. Мислам дека има шанса да се професионализира, да биде под надзор на собранието, но тоа да не биде само парадерски, но да биде професионално. И јас верувам дека реформите и во тој сегмент, во безбедносниот, конечно ќе се случат во Република Македонија. Иако министерот Спасовски негира дека моментално има тој вели дека нема сега незаконско следење на комуникациите, има некои сознанија, еве и обвинување од опозицијата дека тоа практично се уште се случува. Имаше ли незаконско прислушување вие додека бевте министер? Интересно е како опозицијата знае дека има незаконско прислушување, тоа не знам. Во наше време немаше незаконско прислушување и дали некои поединци од службите ја злоупотребиле својата позиција, јас не знам. Но како министер за внатрешни работи ви гарантирам дека немаше незаконско прислушкување. Иако самиот закон по својата логика има некои сегменти кои се спротивставуваат, кои се спротивни на Уставот на Република Македонија, кои треба да се надминат околу моментот на приклучување и примената на ПИН мерките, но тоа е веќе друго прашање, стручно прашање кое може да се реши. Така, за крај имам едно малку можеби повеќе приватно прашање за вас. Имате ли како реагира семејството, вашето семејство на вашето повторно вклучување во политиката по сето она што го преживеавте изминативе години? Моето семејство е секогаш со мене и јас сум горд на моето семејство, на моите деца, на мојата сопруга. Тие веруваат во мене како што веруваат граѓаните на Република Македонија. Во моите движења, бидејќи јас сум човек од народот и постојано сум меѓу граѓаните, тие се горди со својот татко, моите деца, знаат дека нивниот татко се што направил за Македонија, дека се што направив за мојот народ и те имаат многу причини да се гордеат со мене и јас да се гордеам со моето семејство. Господине Бошковски, ви благодарам што бевте дел од интервјуто на Макфакс. Благодарам.